Кратки најави за денес. Во сите сфери на општеството да се постигнат стандардите на армијата, посакува претседателката и врховен командант Силјановска Давкова. Од утре па се до 20 август Охрид ќе биде центар на музичко-сценските доживувања. Ој љубов, љубов, утре вечер староградска пловидба со Виз Билјана. Владата со препораки и мерки поради топлото време. Масло за јадење во Кина се транспортирало во цистерни за гориво. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид и денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 34 степени Целзиусови. Во петок во западна, северозападна и северна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и грмотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Локално во Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 32 до 39 степени. Во Македонија во петок не очекува тропски ден. Ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и со благ пораст на температурите. Минималните температури ќе се движат во интервал од 15 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 31 до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во петок ќе имаме уште еден тропски ден. Ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 35 степени. Сончево и многу топло време со тропски температури ќе имаме и во наредните денови во Охрид. Во сабота максимална дневна температура до 35 степени. Во недела и понеделник утринската температура до 20 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект,
кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Председателката на државата и врховен командант на армијата, Гордана Силјановска-Давкова, денеска во Охрид преку тактичко показни вежбовни активности на вода и копно, беше запознаена со способностите на најелитната единица на македонската армија. При тоа Силјановска-Давкова истакна дека посакува во сите области на општеството да се достигнат стандардите кои ги поседуваат припадниците на баталионот на специјални сили. Посакувам во сите области во владењето на правото, во развојот на демократијата, во независното судство, во образованието, да се достигнат стандардите што ги поседуваат специјалните единици на армијата. Ова го истакна председателката на државата и врховен командант на армијата Гордана Силјановска-Давкова, откако денеска ги согледа способностите на припадниците на најелитната армиска единица баталионот на специјални сили, презентирани преку показни вежби за операции на вода и приказ на боречки вештини. Ова беше како некој акцијски филм на супер луѓе. Уште не ми се верува, но знам, сега ми е јасно зошто нашата армија ја ужива највисоката доверба од граѓаните. Сум знаела дека нашето учество во бројни мисии е заслужено, знам колку награди добиле овие луѓе, но еве сега на лице место видов што се можат да направат. Значи, уште еднаш зборови на немерлива почит. Горда сум што сум врховна командантка на овие луѓе, на нашите вооружени сили. Посакувам да нема потреба да бидат употребени, но знам дека оваа земја треба да се чувствува безбедно. По пречекот со војни почести во кампот за обука на вода на Арама во Охрид, председателката Силјановска-Давкова во придружба на началникот на генералштабот на армијата, генерал подполковник Васил Ѓурчиновски, беше брифирана за капацитетите на баталионот на специјални сили. Началникот на генералштабот изрази задоволство што председателката на државата и врховниот командант на вооружените сили високо ја оцени нивната подготвеност, посочувајќи дека за сите припадници на Арама тоа ќе биде дополнителна мотивација и обврска и во иднина. За нас е тоа дополнителна мотивација и обврска да продолжиме на вистинскиот пат. Граѓаните соодветно не респектираат како најпочитувана институција во општеството. За нас е тоа голема гордост, но и обврска и да продолжиме во тој правец. Председателката и началникот на генералштабот на новинарско прашање ги изнесоа своите ставови за враќање на обврската за задолжително служење на воен рок во Македонија. Да, мислам дека треба да се размислува. Мислам дека има луѓе кои би сакале да служат воена обврска доброволно, зошто тоа да не го овозможиме. Мислам дека тогаш и односот кон армијата уште попозитивен ќе биде. Треба да се отвори темата, треба да се разговара, треба да се чујат аргументите, треба да се можеби тестира расположението кај луѓето и во таа насока да постапиме. Председателката кажа дека може да се отвори процес на дискусија на експертска основа за доброволниот принцип кој веќе го имавме, меѓутоа е драстично опаднат во однос на интересот на граѓаните.
Значи, тој го кажа председателката, меѓутоа сметам дека нема потреба во моментот да се избрзува за задолжително служење на војниот рок, тоа председателката всушност и го кажа. Затоа времето ќе покаже, но ние не би требале да ги пратиме, нема апсолутно никакви опасности и ризици по националната безбедност, да брзаме да носиме одлуки како некои земји членки на НАТО алијансата и вон. Инаку денеска на потегот околу плажата Бафало Бич припадници на баталјонот за специјални сили на армијата реализираа тактичко-техничка показна вежба препад на пловен објект и командно место со употреба на артифици и средства за звучни ефекти и друга опрема. Во вежбата беше вклучен и хеликоптер на воздухопловниот винг на Арама. Од утре па се до 20 август Охрид ќе биде центар на музичко-сценските доживувања. Започнува 64-тото издание на најреформираната културна манифестација во државава, фестивалот Охридско лето. Отварањето ќе го обележи грациозен концерт на светски познатиот виолинист од Литванија, Џулијан Рахлин. Се е подготвено за стартот на 64-тото издание на најпрестижната музичко-сценска манифестација во земјава, фестивалот Охридско лето. Свеченото отворање годинава ќе го одбележи грандиозен концерт на светскиот виртуоз на виолина Џулијан Раклин. Станува збор за еден од највозбудливите и најпочитуваните виолинисти, која ги епсува публиката низ целиот свет со неговиот исклучително богат звук, безпрекорна изведба и маестрална интерпретација. Славниот виолинист и диригент ќе настапи заедно со оркестарот на Македонската филхармонија. Еден од најдобрите виолинисти во светот и оценет како таков од стручната музичка фела, Џулијан Раклин од Литванија, кој што ќе настапи и како солист на својата виолина и како диригент, а ќе биде придружуван од нашата Македонска филхармонија, кој што годинава слават 80 години јубилеј. Верувам дека ќе биде уште едно незаборавно спектакуларно отварање на нашиот антички театар. Уметничката програма годинава на охридските сцени ќе донесе 36 неповторливи доживувања, од кои најголемиот дел од областа на класичната музика, 6 театарски креации и по една изложба и промоција на книга. Сцените Антички театар Долни Сарај, црквата Света Софија, предворието на црквата се подготвени да ја пречекаат бројната публика. Секогаш има многу уметници, Охридско лето никогаш немало, може да звучи нескромно, лоша програма или стандардна, секогаш секоја година се бориме да биде се подобра и подобра, како што кажавте, повеќе од 800 уметници ќе настапат од 24 земји ширум светот. Се надевам дека публиката ќе ужива во цела програма што ја избраа селекторките, што тимски ја избравме сите заедно, да кажам, и ги очекувам, ги поканувам сите љубители на класичната музика, на джезот и на театарот да дојдат. Сите патишта нека водат во Охрид од 12 јули до 20 август. Најреномираната манифестација со интернационален предзнак, дел од Европската асоциација на фестивали во текот на 40 фестивалски вечери, ќе донесе совршен спој на музиката, театарот и воопшто на уметноста. Ќе настапат звучни имења од светот на музиката, но и најдобрите театарски продукции со извонредни драмски проекти. Со цел непречено одвивање на предвидените активности пред отварањето на годинешниот фестивал Охридско лето, СВР Охрид денеска и утре, 11 и 12 јули, ќе преземе посебни безбедносни мерки. Кај Македонија улиците Аба Семин, Гоце Делчев, Кирил и Методи, како и кај паркинг просторот кај Горна порта, ќе биде забрането запирање и паркирање на патнички и други моторни возила. На овие, но и на приодите кон Античкиот театар, ќе има присуство на полициски службеници кои ќе вршат физичко регулирање на сообраќајот и непречено движење на возилата со придружба. Предвидени се и други безбедносни мерки на подрачјето. Апелираме до граѓаните, поради огромното значење на фестивалот на домашен и меѓународен план, да покажат разбирање за мерките, да ги почитуваат насоките на полициските службеници и со цел избегнување сообраќаен метеж, доколку немаат итна и неодложна потреба да се воздржат од користење на своите приватни возила. Ој, љубов, љубов, староградска пловидба со Вис Билјана. Финалето на годинешното фестивалско издание на
Алтернативното културно-забавно лето е со неохридскиот настан Ој љубов, љубов, староградска пловидба со виз Билјана, кој минатата година го достигна врвот и веќе 5-та година поред се одржува на празникот Петровден, со што добива исконско значење за Охрид. Традиционално, утре 12 јули, во 17 часот и 30 минути, збирното место на сите пловни објекти, исклучиво со веслање, е плажата Канео. Потоа се плови до старото пристаниште Островче и во 18 часот и 30 минути настанот може да се посети од копно, информираат организаторите културолошката иницијатива 5 до 12. Театарската представа Разгалениот принц пред најмалата публика во Охрид. Во рамките на проектот Културата расте со децата, утре вечер со почеток во 20 часот на милата кај трговскиот центар Амам ќе се одржи театарската представа за деца Разгалениот принц. Представата е детска комедија со многу едукативни и педагошки елементи кои се од особено значење за децата. Продукцијата е на Театар Хит од Скопје, а играат актерите Магдалена Ризова-Черних, Сашо Ристовски и Бранко Атанасов. Настанот е дел од програмата за деца на општина Охрид. Владата поради топлото време донесе препораки за ослободување од работа на неколку категории граѓани и забрана за физичка активност на отворено. Владата на денешната онлайн седница по добиената информација за високите температури во кои што се наоѓа државава усвои препораки, мерки и превенција за заштита. Од работни обврски се ослободуваат бремените жени и лица на возраст над 60 години во периодот од 12 до 18 јули 2024 година. Во истиот период, работодавачите да ги реорганизираат работните активности на градежните работници и на работниците кои работат на отворено, со тоа што ќе се избегне вршење на градежни и други физички активности на отворено во период од 11 до 17 часот. Детските градинки да не практикуваат физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во период од 11 до 17 часот. Исто така, владата препорачува до единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотниот бран да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени лица и на бездомници, а со оглед дека одредени ризични производствени и технолошки процеси може да представуваат дополнителен ризик за здравието на изложените работници, се потсетуваат работодавците на обврската за почитување на законските прописи од оваа област. Во понеделник, 15 јули, во Вевчани ќе се спроведе адултицидна дезинсекција која има за цел уништување на возрастните форми на комарци. Третманот против возрастна форма на комарци ќе се изврши терестички од земја со употреба на УЛФ машина после 20 часот до раните утрински часови. Доколку временските услови не дозвола да се спроведе третманот за дезинсекција, тогаш истиот ќе биде одложен за наредниот поволен ден, се вели во соопштението од општина Вевчани. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Масло за јадење во Кина се транспортирало во цистерни за гориво. Кинеските власти ќе спроведат истрага поради тврдењата дека во танкери за гориво, без соодветно да се исчистат, се транспортирало масло за јадење. Истрагата е индицирана откако граѓаните на социјалните мрежи изразиле загриженост поради потенцијалната контаминација на храната. Транспортот на масло за јадење во камиони со контаминирани горива наводно бил толку широко распространет што се сметало за јавна тајна во индустријата, изјавил возач за BBC. Многумина го споредија случајот со скандалот со млекото од 2008 година, кога околу 300.000 деца се разболеле, а најмалку 6 починале откако пиеле млеко во прав, загадено со високи нивоа на индустриската химикалија меламин. 28 годишен маж од Австралија обвинет дека ги убил трите своји деца и се обидел да го убие остатокот од семејството во пожар во куќа, за кој полицијата тврди дека го подметнал, а потоа ги спречил напорите за спасување. Во пожарот загинале 5-месечно девојче и 2 момчиња на возраст од 2 и 6 години. Преживеале мајката на децата, 3 момчиња на возраст од 4, 7 и 11 години и едно 2-годишно девојче, јавува BBC. Нападот се случил во неделата по полноќ. Човекот се соочува со 3 обвиненија за убиство, 5 обвиненија за обид за убиство и 1 точка за уништување имот. Тој е во болница под полициско обезбедување. Пожар во кулата на познатата готска катедрала во Руан во Нормандија, Франција, соопштил градоначалникот на Руан.
Пламени густ црн чад се гледаат во близина на врвот на зградата која се смета за архитектонско ремек дело. Катедралата е евакуирана, а на местото на пожарот се служби на итната помош, 33 противпожарни возила и 63 пожарникари, а околу зградата е поставен безбедносен кордон. Причините за пожарот се уште не се познати. Катедралата била голема инспирација за францускиот импресионистички сликар Клод Моне, поради што се нашла на неколку негови дела. Копенхаген ќе ги наградува туристите кои ќе учествуваат во еколошки акции во данскиот главен град, како собирање отпадоци, патување со јавен превоз или возење велосипед низ градот. Пробната шема започнува на 15 јули, а како награда туристите ќе можат да изберат бесплатен оброк, кафе, чаша вино или изнајмување кајак. Кога патувате во странство, вие загадувате. Една од работите што можеме да ги промениме е да ги натераме луѓето да действуваат поодржливо на дестинацијата и овој план е само мал чекор кон зелена транзиција, изјавила шефицата за комуникација на туристичкиот одбор на Копенхаген. 24 организации досега се приклучиле на оваа иницијатива. Ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.